СДСМ обвини дека доверливи полициски податоци од Струмица биле неовластено доставени и јавно објавени, барајќи истрага и одговорност. Од ВМРО ДПМН возвратија со остри критики кон СДСМ и Венко Филипче, тврдејќи дека станува збор за лица кои биле условно осудени за насилство. Бараме од јавното обвинителство веднаш да отвори истрага и да поднесе кривична пријава против полициски службеници од полициската станица Струмица кои неовластено извадиле и предале доверливи полициски податоци. Панче Тошковски, министер за внатрешни работи, кој како прв човек на МВР сноси одговорност за злоупотребата на полицијата. Валентин Манасиевски, кој јавно ги објавил тие податоци и ги искористил за јавен линч врз младите. Истовремено бараме внатрешната контрола на МВР итно да утврди кој има возможил пристап на функционери на ВМРО до службена тајна и кој ставил подпис. Деца осудени за насилство и трговија со дрога е иднината која ја нуди Филипче на граѓаните. Венко Филипче смета дека со насилници и лица корисници на наркотични средства и опојни дроги треба да се гради иднина. Христијан Евтимов, внук на Заеви, и Илија Стојанов, негов другар, се лица кои се условно осудени на година и пол условна казна затвор, затоа што тепале странски државјани во Струмица, мислејќи дека можат што сакаат да прават затоа што се деца на Заеви. Истите овие деца Филипче ги представува како жртви. 7.000 странци лани се доселиле во Македонија. Половината се од Турција, а дошли од Виетнам, Косово, Индија и Бангладеш, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Ова е статистика на влез, но нема статистика колку од нив останале во државата, бидејќи таа многу често се користи како подготвителен полигон за полесно префрлување во земјите на Европската унија. Без оглед на ова, платите кај нас, особено во градежништвото, се добри за оние кои остануваат. Добар градежник се плаќа и до 2000 евра месечно, исто како и добар за наечија плюс местување. Нешто кое никако не е за подценување. Убедливо најмногу доселеници имало од Турција, 3750 лица, односно повеќе од половина од вкупниот број странци кои се доселиле во Македонија. По бројност следуваат Виетнам со 1121 доселеник, Косово со 463, Индија со 264, Бангладеш со 261, Србија со 242, Албанија со 229 и Швајцарија со 193 лица. Податоците покажуваат дека Македонија во 2024 година станала дестинација за доселеници не само од соседството и европските земји, туку и од далечните азиски држави. Особено впечатлив е порастот на број на лица од Виетнам, Индија и Бангладеш, што може да се поврзе со зголемената потреба од странска работна сила во повеќе стопански дејности. Најголем дел од доселените странци, односно 5554 лица, се од европскиот континент, додека од азиските земји пристигнале 1377 лица. Значително помал број доселеници се регистрирани од Америка, Африка и Океанија. Овој број, односно доселените точно 6946 странски државјани во текот на минатата година, е повеќе од 2,5 пати во споредба со 2023 година, кога биле регистрирани 2654 доселени странци. Ово кажува дека Македонија со плати и услови се приближува кон атрактивните европски земји, особено во секторот градежништво. 20 дена порано годинава ќе започне гроздоберот, информираат од Сдруженијето Тиквишки лозари и овоштари за телевизија Стар. Главен причинител се високите температури. Вранецот почнува кај 5 септември, али оваа година, пошто времето е топло, и тие лозја што се наводнати и така да созреваат, фаќаат черност и бербата ќе почне најверојатно со 5 дена 6 порано. И гроздоберот ќе почне од темјениката најверојатно од 15 до 20, а вранецот ќе почне од 25 до 1. Климатските промени се причината зошто оваа година лозарите очекуваат помал принос од 80 до 85 милиони килограми винско грозје, а за разлика од лани кога бербата даде 108 милиони. Тие лозја што се насуво, пошто 35% од површините на лозовите насади во Македонија се без каналски мрежи и водостопанство не можеше да обезбеди вода на повисоките зони, пумпи расипани 1, 2, 3 и така да се очекува и пролетно мрзање имаше и така се очекува за
од 80 милиона до 85 милиона да има произведено винско гројзе. Лани колку беше? Лани беше 105 милиона, 108 милиона, чека. Дали ќе се дискутира за откупната цена на винското грозје? Тоа нема што да дискутираме. Тоа е со законот за вино, се донесе закон за вино, производната цена да ја одредува институтот, али плюс институтот производната цена што е одредуена 17 денари на Враница, 16 денари на Смедеревката, тоа ние не слагаме плюс 25% за работувачка. 125% за работувачка на Лозорок му останува 4 денари. 8% винарите кога ќе му сопрат и УЕПА 2%, тоа е 2 денари. Значи лозарите работат за работувачка имаат за 2 денари од килограм гројзе. Лозарите не отстапуваат од барањето за повисоки откупни цени. За нив ликвидна откупна цена би била 30 денари за Вранецот и 25 за Смедеревката. 17% помалку станови се издадени во вториот квартал од годината, но има раст на цените за 9%. Вкупната месечна закупнина изнесува 1,2 милиони евра и е зголемена за 9%. Стои во регистарот на цени и закупнини. Најголем број од закупите од овој квартал, 935, припаѓаат на деловни простори со 44, пошто следуваат становите со 29, куќите со 11% и земјоделското земјиште и шуми со 10%. Индустријата и градежното земјиште учествуваат на пазарот со по 2% закупи, додека гаражите и останатите недвижности со по 1%. Споредбено со првиот квартал од 2026 година, закупот на станови бележи пат од 14% во однос на бројот на закупени станови и пат на вкупната месечна закупнина од 9%. Куќите бележат пат на бројот на закупи од 24% и пат на вкупната месечна закупнина од 5% во споредба со претходниот квартал. Просечната месечна закупнина по метар квадратен стамбен простор во општина Центар изнесува 408 денари, во аеродром 375, Карпош 354, Киселавода 326 и Штип 266 денари. Но ова е само статистика, бидејќи бројот на изнајмени станови во Штип е во пораст. Во моментов се издадени над 1000 станови, но во управата за јавни приходи се прејавени едва 356. Просечната висина на пријавената станарина е помеѓу 50 и 100 евра, што е далеку од реалноста, бидејќи пристојно уреден стан од 50 до 60 метри квадратни во Штип се издава за цена помеѓу 300 и 400 евра. Но во целата работа сега сериозно се вмешани од управата за јавни приходи, од каде порачуваат. Повеќе од половината издадени станови во Штип не се пријавени поради што управата за јавни приходи прави контроли кои ќе бидат интензивирани со почетокот на учебната година. Ке се проверува и висината на станарината поради што ги повикуваме собствениците на законско однесување и пријава на станарите. Порачуваат од управата за јавни приходи. Се судрија патнички товарен воз во близина на Крижевци, Хрватска. Во несреќата има неколку повредени, а машиновозачот на патничкиот воз е тешко повреден. Судирот се случил во 10 часот и 5 минути наутро меѓу товарен воз на Хрватски железници Карго и патнички воз на Хрватски железници помеѓу станиците Свети Иван Жабно, Градец во близина на Крижевци. Според неофицијални информации на јутрарниот лист, товарниот воз поминал на црвено светло. Хрватска железница соопшти дека во возот имало околу 20 патници. Украинскиот претседател Володимир Зеленски ја посети Србија во период кога војната меѓу Русија и Украина влезе во петата година. На средбата со српскиот претседател Александар Вучич, Зеленски доби ветување дека Србија ќе обезбеди значителна помош во лекови, како и опрема за енергетскиот сектор, потребна за предстојната зима. Вучич порача дека Србија ќе продолжи да го почитува територијалниот интегритет на Украина. Тој воедно изрази благодарност до Киев за поддршката на територијалниот интегритет на Србија, кој не ја признава независноста на Косово, што е едно од прашањата што ги поврзува ставовите на Белград и Киев во однос на територијалниот интегритет. Беспилотно летало влегло во воздушниот простор на Бугарија, која е членка на НАТО и Европската Унија, и експлодирало во близина на границата со Романија. Веста ја соопшти премиерот на Бугарија Румен Радев во изјава за медиумите по денешната седница на Советот за безбедност при владата.
Румен Радев ја свикал во редната седница на Советот за безбедност, а на состанокот присуствувале клучните министри за внатрешни и надворешни работи, одбрана и финансии, како и началникот на одбраната, како и представници од ДАНС, ДАР и ДАТО. Во инцидентот немало повредени ниту материјална штета. Македонска каменица е дом без разлика каде живееме, е пораката на градоначалничката Сонја Стаменкова по повод утрешниот ден на диаспората. Денот ќе го започнеме најпрве со средба со нашите иселеници, со разговор за можностите за соработка, инвестиции и заеднички принос кон развојот на нашата општина. Средбата ќе се одржи во просториите на културно-информативниот центар Романса со почеток од 18 часот. Иселениците кои летово се дома со граѓани и гости од соседните држави годинава ќе бидат сведоци на оваа традиционална многогодишна манифестација со сосема нов концепт. Вечерта потоа ќе ја продолжиме со богата програма. Овој пат, за разлика од минатите години, имаме нов концепт каде што посебно во програмата ќе бидат опфатени содржини за сите генерации. Ќе започнеме со детскиот фестивал Звездички, кој што веќе е доста актуелен на нашите простори, особено од Делчево и Македонска каменица. Културно-уметничкото друштво Вереос ќе настапи со своји точки и ќе настапат повеќе возрастни генерации. Потоа ќе се продолжи со Софија Манева и К4, една популарна млада група. Вечерта ќе заокружиме со настапот на познатиот македонски диџеј Галовски. Градоначалничката упати отворен повик до сите каменичани, иселеници, гости и пријатели на Македонска каменица да бидат дел од утрешната прослава и заедно да го одбележат денот посветен на заедништвото. Еве, ја користам можноста да ги повикам сите наши иселеници кои се тука, да ни се придружат на овој посебен настан и пораката е едноставна. Македонска каменица е дом без разлика каде живееме. Екипата на ФК Брегалница во прволигашката сезона влегува стабилно организирано и со амбиции на конкурентен надпреварувач. Финансиското прашање се затвора во преодниот рок до 6 септември ќе има засилување, а локалната самоуправа постојано работи и е во преговори со нови финансиски помагачи. Брегалница, локалната самоуправа веќе склучи соработка со неколку подржувачи, еден од нив е државјанинот на Германија кој им дава подршка на фудбалскиот клуб Брегалница. До крајот на летниот преводен рок ќе се знаат сите детали по однос на тоа во каков вид ќе биде таа соработка, дали дополнително други подржувачи на фудбалот во Штип ќе зедат учество, како и да е, она кое што најповеќе треба да не интересира е тоа дека Брегалница во оваа сезона ќе биде конкурентен тим за да продолжи да чекори кон нови победи, успеси и да ја гордее штипската публика. Во организацијски резултатски успех е убеден и председателот Ангел Бојаджиев. 100% сум сигурен дека ќе докажеме на сите дека Брегалница може, дека Брегалница умее и дека Брегалница ќе биде ова сезона големо изненадување во првата лига. Сакам да кажам дека во клубот влада една голема хармонија, голема работна атмосфера, благодарение на градоначалникот на локалната самоуправа, спонзорите кои што ги имам, благодарение на стручниот штаб, на самите играчи, сите кои што го чинат клубот. Сакам само да потенцирам дека ќе докажеме на сите тие што не веруваат дека ќе успееме. На социјалните мрежи навредуваат, измислуваат разноразни невисти, никој пат не сме демантирале, цело време макотрпно работевме. Оставивме да го докажеме тоа на теренот, впрочем како што беше и во минатото. Во новата сезона екипата влезе со речиси нов состав и без одиграни контролни надпревари. Јас можам да кажам дека атмосферата во клубот е одлична. Тренираме макотрпно. Сите ги очекуваме овие надпревари, да се докажуваме. Сега е тек почеток на првенството. Целите на клубот се знаат, да бидеме стабилен прволигаш и се надеваме дека ќе бидеме успешни во тоа. За Никола Кузманов, шеф на стручниот штаб, овој транзицијски период е особено предизвикувачки. Се надевам во наредниот период, како што реков, дека ќе се доекипираме и ќе бидеме екипа која што ќе бидеме доста конкурентни во првата лига. За сето ова мора да помине време, затоа јас како шеф на стручен штаб, заедно со мојот стручен штаб и фудбалерите, бараме една стрпливост од навивачите
бараме едно, да кажам, поголемо еластичност, бидејќи сите овие фудбалери, за да ова е колективен спорт, сите овие фудбалери за да се навикнат едни на други, за тактички да се воиграат на повисоко ниво, нормално дека потребно е време. На 9 август православните верници го чествуваат споменот на Свети Климент Охридски чудотворец, голем македонски сесловенски просветител, како и на светиот великомаченик и исцелител Пантелеймон. Свети Климент Охридски се упокоил на 9 август 916 година. Тој е еден од најзначените ученици на светите браќа Кирил и Методи и еден од најзаслужните за ширењето на словенската писменост и христијанството. На истиот ден се празнува и споменот на светите седмочисленици Кирил, Методий, Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангелари. Свети Пантелеймон се почитува како голем христијански исцелител. Според предението, тој лекувал со Божја помош и бесплатно им помогал на сиромашните и болните. Пострадал како маченик за Христовата вера во 305 година. Потресна снимка од Западна Австралија прикажува женка делфин која не сакала да се раздели од своето угинато младенче, додека група од 14 делфини останала покрај неа за време на периодот на тагување. Веста ја објави организацијата Geographic Marine Research, австралиска истражувачка конзерваторска организација која ги следи популациите на делфините долж брегот на Западна Австралија. Незините експерти ја следеле женката делфин по име Фрагл, која пред 2 недели родила младенче. Познато е дека делфините по угинувањето на младенчето честопати со денови пливаат носејќи го неговото тело, што научниците го сметаат за форма на тагување. И утре не очекува сончево и многу топло време со температури до 35 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 8 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 34%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбинци со по 35 степени, Пробиштип 34, Чешиново Облешево 35, Кочани 34 степени. Температурата во Виница, Македонска Каменица и Делчево до 33 степен, во Пехчево до 30, а во Берово максимални 32 степени. Според православниот календар, утре е Свети Климент Охридски и Свети великомаченик Пантелеймон. Во католичкиот е Света Едита Стајн.